Се започна со една покана. И не било каква, покана од образовната програма за серија, серија за нас, за мојот клас, 4-7 од најгимназијата Ѓорги Димитров од Скопје. И стартуваше бирањето на 10 ученици за Dream Teamот и ќе имате можност да се запознаете со нас. Ние, како и сите матуранти, сме подготвени за се. Не може ништо да ни изненади. Прашања, веднаш одговор. И ептан сме си кул. Јас сум Наташа од 7-3. Се шалам од 4-7 и многу сум смешна. Јас од малецот многу ги обожавав книгите, мајка ми купуваше многу книги. Од време 2-3 книги дневно пред ручек, после ручек. Не, така, кога ми се учи, кога не ми се учи. Англиски ќе изберам, пропуша математика беше... слабо ми оди. Но за другите предмети, свана не знам. Знам чак да подкажам така на некој ако му треба помош на тест, меѓутоа лично за себе не препишувам. Средно го избрав самата, знам дека и на факултет тоа што јас сакам, тоа ќе дам без влијание од родителите од било кој страна. Се гледам како успешен доктор. И да земам многу пари, да возам добри коли, да имам јаки женски. Како мала сакав да бидам докторка, тоа ми беше желба, ама сега никако не знам стварно, пошто ништо посебно не ме влече. Ги сакам природните науки, значи сакам да продолжам да студирам фармација. Но некако многу тешко ми изгледа поради тоа што од нешто ќе морам барем малце да се откажам поради тоа што премногу ми е напорно дури и сега. Но ќе пробам некако, не знам, јас со сите сили ќе пробам да се вклопам во се. Тоа го смета така, дека многу учам, иако не претерувам со учењето, иако сум скоро учен од 10 години. Ама не учам толку што мислат, затоа што не ми е... Не учам толку многу, колку што мислат другите, не посветувам толку внимание, колку што мислат другите дека седам цело време над книга или... Ја малку сум возбудена. Најнапред поради екстерните полагања, тоа вечерта е споредно нешто, тоа една вечер се случува. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shadows and kicked in my face, but I come through. Андреја Јовановска секогаш позитивно расположена, внесува позитивна енергија, секогаш весела, насмејана. Елена Трајковска, нашата каратистка, обожава животински принтови, секогаш мора да има некој детал на неа таков. И Лариса Божаровска, најинтересната, најмалата, секогаш е задолжена за собирање некои пари, дали во кино. Ја игра улогата на блакајничка. Ова се Нина и ова е Дарко, Нина Муратовски, Дарко Димитриевски, тоа се нашите одбојкари во класот. Маја е ученичката која што обично преферира да седи при крајот на училната во последните клупи. Тивка е, меѓутоа Маја е навистина добар другар, учи и сака да се облекува, ја сака модата. Тоа е она што би ја карактеризирала Маја, а веднаш до Маја може да го видиме и Мице Чоковски. Мице цело време зборува за една женска личност и јас искрено никогаш не сватив зошто толку многу ја сака, меѓутоа Мице сигурно знае зошто ја обожува Лејди Гага. Мице многу ја сака биологијата и растенијата, значи обожува кога сака да зборува за различни растителни видови и да ни објаснува нешто повеќе за нив. Кире е многу ведро дете. Тренира ватерполо, љубител на точаци и можам да кажам за неговиот подвиг дека од Скопје до Охрид возеше точак. Јован Јосифов, многу добро дете,
нашиот металец. Ама малци има така косичка како Джастин Бибер, али ќе обиде плафе. Има голема љубов во класот. Значи, ова е Владко Тасевски, еден од моите најдобри другари, еврејко. Значи, човеков е генија, од 62 бода максимум математика 63 има човекот. Што да кажем, главна ферчи, да. Супер дете. Тоа би било тоа крат цитарти, значи, ова само му Значи, ова пред мене е Симона Јовановска, исто така една од моите најдобри другарки. Во минатиот живот едно 200% била шпањолка, голем фан на Рафаел Надал. Маш панет зима 100%. Серхио и Енрике децата се викаат. И тоа би било тоа. Ова до нејзе исто така една од моите најдобри другарки Петранка Вончова, Пепа. Значи супер девојче, многу паметно. Она е голем фан на бугарската популација. Баже ми еден од подобрите другари од класот. Малце се срами, малце поише се срами. Баже е спортист. Не од девојчиња не се срами, од камера се срами, иначе од девојчиња не се срами. Да, многу е заљубен во една моја другарка и ќе видиме што ќе се деси од тоа. Значи, ова е Емилија. Многу добро девојче, секогаш насмеано, понекогаш знае да забушава со школа. Многу често касни, но е многу добра другарка. Дарко во слободно време многу сака да пишува јапонска поезија наречена хаику. Инаку многу ја обожува математиката, токму затоа и математички смер, сака да студира индустријски дизајн и себе си не знае како се гледа во иднина, меѓутоа добро знае дека она што од музика најмногу го сака е реѓа. Во однос на љубовниот живот нема да коментирам повеќе. Значи следна е Сања Ташковска, добра фина девојка, математичарка, значи знае многу математика, понекогаш ни помага на тестови кога е најпотребно. Изобилува со музички таленти, преубаво пее. Има обичај да доцне секогаш на прв час кога сме прва смена, меѓутоа тоа е простено. Ова е Антонела. Она е малтена динамична девојка, многу ексцентрична. Денес е роден ден, да ја честитам роден ден. За роден си купи една ваква панделка многу убава, да си ја носи. Што немаше тука ваква панделка. И личи на поклон. И многу е откачана, затоа сите ја сакаме. Некој помалце, некој поише, некој поич. И тоа би било тоа. Ти нешто знаеш да кажеш за тебе? Многу сум откачана. Наред е класната да се представи, а во другите емисии и ние ќе ја представиме како што и редот. И училиште без психолог и педагог се разбира не бива. Како клас со многу епитети по секој случај. Поаѓајќи од тоа дека тука постојат спортисти од типот кошаркари, фудбалери, одбојкари, ракометари, ватерполисти, исто така играурци имам доста. Ученици кои што се во сите хобија, би рекла, умеат, знаат и можат. Со добро, кога ќе се постави професорот, со добро да вратат. Умеат да испочитуваат, кога се почитувани, со почит да возвратат на некој начин. Меѓутоа, кога ќе најдат на тврд орев, знаат да пробаат да го скршат. Првично на културен начин, а потоа изнаоѓаат соодветни нивни детски начини. Така да, прекрасни се деца. Како што има промени во општеството, така има и промени кај децата. Сето тоа влие општествените промени, социјалните промени, што денешните деца во однос на редовноста, во однос на учењето, се разликуваат од претходните генерации, со тоа што тие се бистри, да речеме, можува техниката, науката, само што не учат систематски, учат кампањски.
Не се толку редовни како претходните. Претходните генерации учеше за знаење, овие учат повеќе за оценки. Можда тоа влие и системот што наметна уписната политика, што се бара. Тогаш на факултет можеше сите да се запишаат, да речеме, и со добар успех, со многу добар, со доволен. Сега знаете како се рангира, но уште и тоа влие. Така да разликата е во тоа, иначе деца са деца, од тие години потребите им се исти. За секоја генерација, навистина, чувството кога се заминуваат, нешто како да ни се откинува од нас. И нашиот професор по филозофија си го поканивме да каже нешто убаво за нас. Инстант живењето, значи живењето во мигот се чувствува и во училиштето. Училиштето не може да бидат имуни на законитоста на животот воопшто, така да оно што се случува во општеството се пресликува и во училницата. Луѓето се повеќе во трка со времето и тоа менаџирање на сопственото време се пренесува и во училницата, како од страна на наставникот, така и од страна на учениците. И генерацијски како поминува времето со тие интензивни обуки кои што ги се спроведуваат преку низа сектори во Министерството за образование и подолу по хиерархијата во наставниот кадар, и ние се обидуваме да станеме подобри менаџери на процесот во училницата, така да се надевам дека со текот на времето ќе успееме се подобро се справиме со предизвиците на времето во кое што живееме. Time after time, I've done my sentence. И главниот и одговорниот во училиштето го снима. Се знае, директорот. Мојот клас си имаше супер муабет со директорот пред 3 години, ни беше професор по математика и немаше многу непознати во равенката, во соработката. Оваа генерација на матуранти посебно чувство имам кон нив, бидејќи со самото нивно започнување во училиштето, јас имав среќа и да им предавам една година, значи во прва година им предавав математика и сега секоја година некоја поголема соработка имаме и релацијата малку ни е послободна, значи пред се им бев професор, а сега сум им директор, така да ги чувствувам малку по-своји, да речеме, по-блиски од останатите, иако со сите ученици нели во цело училиште имаме одлична соработка. И така си се представивме. За класот 4-7 има уште многу приказни. Но тие приказни не се за мали деца, за големи деца се. Глупости, ние се поклонивме пред вас и се што знаеме, умееме, се што се случува во училиштето, дома и во Македонија во ова време пред големата матура, пред нашата животна раскрсница, ви го представуваме во серијата. И како се вели, бидете и во следната емисија со нас, вас, со сите.